Онака како што кажавме во главната најава, во вестите одвојуваме простор за разговорот со господинот Ристо Велков од регионалниот синдикат на земјоделски производители. Господин Велков, вашето здружение почнува проект за земјоделството и климатските промени. Можете ли да ни кажете детали околу проектот? Да, па прво како здружение кое што се занимава пред се со интересите на самите земјоделски производители, а благодарение на општина Струмица аплициравме ние претходно во Г1 програмата на општина Струмица за доделување проекти и така го добивме проектот за климатските промени во земјоделието. Како се одразуваат климатските фактори во земјоделието? Проектот почна да се реализира од јуни месец па се до ноември месец, значи 6 месеци ќе се реализира на ниво на општина Струмица. Сега што е целта на проектот? Целта на проектот е да ги запознаеме нашите земјоделски производители, а на еден начин и да ги едуцираме се што ги очекува со самите климатски промени, на кои се проблематики ќе наидуваат во текот на самото производство, било да станува збор во пролетниот циклус на производство, било во летниот циклус на производство, така да ќе се потрудиме колку што можеме тие промени помалку да се осетат во самото земјоделско во земјоделското производство, самите земјоделски производители да бидат спремени на тие промени и што помалку штети да претрпат во самото производство, бидејќи мораме да признаеме дека ќе има штети како во намалувањето во приносите, така и во квалитетот на самото земјоделско производство. Колку земјоделци ќе бидат опфатени? Дали ќе бидат тоа принцип на работилници, обуки? Да. Ќе имате ли примена практична на некои мерки за заштита кои што би можеле да се обучат? Мислам дека во проектот се опфатени повеќе работилници, се во спрема тоа како ќе биде интересот на самите земјоделски производители, ние може да поминаме и повеќе отколку што се предвидени, така да мислам ако има интерес кај самите земјоделски производители, ние ќе го надминеме и бројот предвидени на самите работилници, се со цел да го пренесеме новитетот и сето она што го очекува нашиот земјоделски производител во иднина, како и на кој начин да се справи со самите климатски промени. Што ги очекува? Какви се сознанијата? Еве веќе работевме вчера на тема дека жешкото време ги пеплосува растенијата, дека се намалува квалитетот, има изгореници кај некои од нив, како резултат на тие климатски движења, масовна појава на вирози. Какви се сценаријата? Да, мислам дека самите климатски промени ќе се одразат во неколку сегменти во производството. Еве, како што спомнавте, еден од тие проблематики е наглото зголемување на температурата, како и на кој начин нашиот земјоделски производител да се справи со високите температури. Еве, бидејќи се наоѓаме во типично градинарски регион, пред се пластеничко производство, тука ние спрема сето она искуство што е стекнано во минатите неколку години, се предлага самите земјоделски производители на некој начин да ја амортизираат температурата, дали ќе применат заштитни мрежи или соврасување, бидејќи немал производители земјоделски го преминуваат едниот од таквите начини. Друга една проблематика е начинот на искористувањето на водата, како и на кој начин да се примени водниот режим. Многу од земјоделските производители самите прават грешки, така да независно од кој временски период станува збор, во кој временски период ќе најде слободно време, тој врши наводнување, а со тоа прави грешки. Најголемите грешки се прават кога се врши наводнување во најтоплите делови од денот, затоа спрема сите сознања и сите искуства велат дека најдобро наводнување во ваквите летни и високи температури кога се застапени наводнување да се врши во касните вечерни часови, за да не дојде до испарување на водата, а со тоа и подобро да ја прими водата самото растение. Така. Ајде накратко, веќе се наоѓате пред вториот производствен турнус. Како помина генерално првиот и со кои проблеми или предизвици се соочувате во периодот?
Па еве, мора да спомнеме еден од проблемите со кои што се соочуваше нашиот земјоделски производител во пролетниот турнус беа и климатските фактори. Бевме сведоци на нагло зголемување на температурата и нагло паѓање на температурата. Меѓутоа, како така нашиот земјоделски производител дојде до производство и колку толку понуди на пазарот одредени количини на земјоделски пред се градинарски производи. Како помина? Мислам дека стартот беше лош. Знаеме како помина земјоделскиот производител пред се градинар со производството на раната зелка, бидејќи таа падна и испод 10 денари. 10 денари што ни оддалеку не може да ги покрие неосновните трошоци на цената на чинење на самото производство. Тогаш во тој период имаше некоја интервенција, мислам во наводници интервенција, требаше да стане интервенција во надоклада на разликата на цената при откупот на зелката од страна на надлежното министерство и од владата на Република Македонија. Мислам за сега нема никакви најави како и на кој начин ќе бидат обештетени тие земјоделски производители. За среќа потоа дојде другите култури со нивните производи, како што беше краставицата, доматот, пиперката. Мислам дека во одредени периоди имаше и одлични цени, меѓутоа кога во период ќе се понудае поголеми количини на пазар, доаѓаше до нагло паѓање на цената на нашите производи и сега во зависност од среќите која што имаше нашиот земјоделски производител, некои поминаа добро, некои не. Еве сега сме сведоци во овој период, бидејќи пак ќе кажем, климата си го прави своето, имаме енормно намалени количини на градинарски производи на понуда на пазарите и имаме добра цена на пазарите, како што се доматот, краставицата, пиперката, така да мислам дека има некое задоволство кај самите земјоделски производители, но мораме да потенцираме не се само тие земјоделски производители во овој период на понуда на земјоделски производи. Мислам, ако се има една правилна стратегија во нашето земјоделско производство пред се градинарството, мора да има константно некоја средна цена на самите земјоделски производи, бидејќи се тоа на што се карактеризираше во изминатите 30 на години топло-ладно со продажбата на нашите земјоделски производи се манифестира со намалување на земјоделските површини, а со тоа и количините по единица површина од самите земјоделски површини. Меѓутоа, што е уште пожалосно, има драстично намалување на работна сила пред се од младата работна сила, кое што, увидувајќи го сето она што се случува во нашиот аграр, спасот го бара надвор од државата или во некои други стопански гранки. Меѓутоа, најголемиот процент од тие млади луѓе способни за најработни способни луѓе спасот го бараат надвор од државата. Во последниот разговор кажавте дека се соочувате со неизвестна ситуација за пласман на индустриската пиперка. Дали вклучивте договори со откупувачите или се уште сте на несигурна површина во однос на откупот? Дали стравувате дали ќе има пласман за Па, како никош досега, уназад неколку години, мислам, не е било ваков случај да нема направено комуникација меѓу преработвачите и земјоделските производители. За волја на вистината, во март месец некаде имаше некоја прва средба со преработвачите, откупувачите заедно со земјоделските производители, со посредство на представник од Министерството за земјоделие и се дојде до некое решение кое што требаше да ги даде сите оние проблематики во наредната средба да се изгладат и да се види каде и што може да произведе нашиот земјоделски производител. Мораме пак да потенцираме како никош досега овој втор турнус на производство, станува збор пред се за култури чии што производи завршуваат во преработвачката индустрија, ќе биде најстихино и најнеизвестно во сферата на пласманот на тие производи. Така. Господин Вилков, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата.